Во време на зависност од социјални медиуми, лајкови, шерови, мобилни, гаджети, трчање, брзање, полека но сигурно загубивме допир со себе и реалноста. Затоа денеска го гасам мојот мобилен, зашто ми треба нормален човечки муавет со пријателите. Јас сум Жарко Димитриевски, а ова е 1 на 1, сезона 12. Модерен, динамичен, со екстравагантна силуета со која се одвојува од се останато, предодреден да биде победник. Зборувам за себе си? Не, зборувам за автомобилот со кој одам да го земам мојот денешен гостин и пријател од јавната сцена со кого се познаваме 10 на 15 години. Тој е мал, келав и како минуваат годините се подобро пее. Но после за него, уште малку да ви кажам ја за колава. Мокен, супер модерен изглед, CHR е новата ДНК во дизајнот на Toyota. Да, не можеш да не го забележиш. CHR изгледа како избрусен дијамант со футуристички форми кои се провлекуваат на секаде низ возилото. Мислиш дека оваа Toyota CHR се движи дури и кога стои во место. Ова е само полнечки хибрид. Вози на струја без да има потреба да го полните. Се полни сам. Фул безбедносен систем, Toyota Safety Sense, абе таа те чува ти ја возиш. Неверојатна оригинална ѕверка што дополнително се истакнува со двобојната каросерија што ја прави уште поатрактивна. Ѕверка како и мојот гостин. За него можеме да го кажеме истото што и за Toyota CHR. Тој е вообичаено необичен. Дами и господа, Панчо. Како што реков, со Панчо се знаеме многу одамна. Панчо во првата сезона на 1 на 1, пред 12 години, ја испрати идејата за својата председателска кандидатура. Ќе бидам многу поразличен од сите останати и ќе понудам нешто што досега никој не го направил тоа. И кандидатурата не му успеа. Од тогаш Панчо е редовна појава на македонската R&B и поп сцена со многу албуми, спотови, настапи, гостувања и никогаш не ја изгуби својата автентичност и смисла за хумор. Дами и господа, 1 на 1 сезона 12, а денеска сме со Панчо. Ало, бате Жаки, те фаќам у незгодно нешто. Да ти кажам, извини, ја на оваквон интерфон у ВЦ сум, знаеш, са бајлечки работи. Да не сакаш да закаснам малце, пошто близко сум. Абе ја у принцип мал сум и све ми е мало, така да брз ке видам. Ајде, за 5 минути кај тебе. Готово да се избришам сам, ајде. Чао. А, Панчо? Таман. Кај си, бате? Директоре, како си ми? Многу ми е чудно дека не можеме да се гушкам на брат. Види, јас сум мал, можам да те гушнам вака. Може така да направиме. Слушај, Сакаш. ти одбра многу профи количе, да ти кажам право. Види, многу е добра и мене ми се свиѓа, ама бојата е црвена, а ние сме во аеродром, малце зезнато. Плави Да? сме ни. Неработнички аеродром? Не, може да се скараме одма. Сигам. Не е МЗТ центар? МЗТ само, нема центар тука. Се извинувам. Слушај, ќе се договориме вака, ако биде топ интервју, на крајот ја взимаш ти, ако не сум задоволен од интервјуто, ја взимам ја. Адвокат, судија и обвинител, Димитриевски. Тутор екзекутор. Тутор екзекутор. Влагај. Ајде. И топличко овде се расхомотам. Па да. Ја научен у фичо. Овде те видов последен пат, кој ти свирнав, кој ти мафнав, Така. со дрес која беше. Ама не знам чив дрес. Македонски дрес беше, ама не знам чив. Да, имам неколку, ама тоаш го носев на Елмас. Елив. Од Елив. Чекај бе, ти си со Елив баш другарче. Прв братече. Братиче. Баш си другарче, знам дека нонстоп си пишувате и на социјални мрежи, го Да. тагнуеш и слично. Да, Ама он е да. многу помал. Помал е. Од дружба од кај па дојде? Преку еден наш добар заеднички другар не спои, ден денес ние уште мислам они се од деца другари. Аха. И ја пошто сум голем фан на спорт, на било каков спорт, поготово на македонските И на кладиона? и на кладиона. Да, и Добро. на кладиона. Тоа ми е само рекреативно за да можам поише да се нервирам додека гледам, нели?
И Неспој ми подари еден дрес кај што ја пуштав музика, тоаш беше во Фенербахче. И од тоаш па се до ден денес, тоа е пред 2 години, од се до ден денес па сме постојано во контакт. Нормално не му досаѓам, не го замарам, си пишуваме, си разговараме на различни теми, збориме многу околу фудбал, се бодриме обострано. Види, јас стварно не знам како може да му биде човекот има 20 година, мега звезда е у европски рамки, може да се каже така. До негова возраст он беше лани номиниран во топ 10 млади играчи во свет. Или не, извини, во Европа. И замисли се каков притисок е тоа. Знаеш, ти кој си имал 21, јако сум имал 21. Немаш ти некој притисок. Знаеш, работа му А1 телевизија, добра, ај некој ќе рече точно уредник на забавна редакција, едно друго. Се осеќаш многу важен. Знаеш, ја и ти се знаеме 15 години. Знаеш какво беше тоа време, ајде на два телевизија и слично. Дури песна имавме. Дури песна имавме со Врчак. Да ја најдеш, мора да ја пуштиш. И сега ќе се пушти. Елиф е таков талент и толку го почитуваат надвор, кој ние не можеме да сватиме, бидејќи не сме биле и да видиме. И не си видел, така. Не сме виделе, да. А не па Гоче Пандев. Исто. И затоа ние многу се нервираме, затоа сум многу гласен и многу ги почитувам и кога ќе изгубат, не можеш ти сега да навиеш само за тимот. Лупам, навиеш за Реал, ако изгубат, што нема да навиеш више за нив. Кога станува збор за Елиф, кога бев у Наполи, и исто после Наполи па снимавме спот у Турска. Ајде. Значи исто и само тоаш ми кажа немој да го носиш дресот у Фенербахче, од Фенербахче викам таму знаеш како. Значи Жаре не може да ти кажам, значи ја го носам дресот на Елиф и седнуваме со мојот колега Айрис Креч во Наполи. Бевме фактички у Наполи, зашто отидовме? Му пишав ја, му викам Елиф, ќе ми биде многу драго ако успееш да не да ни дадеш карти, да ни најдеш карти, Лига шампиони Ливерпул играат прва утакмица со Наполи. Елиф прва сезона лани у Наполи. Така. И не ми врати и после некое време ми вика ќе ти кажам за 2 дена, пошто он нов таму и сега нели незгодно да. Не знае како иде, колку карти му следуваат, дали фамилија некој ќе му се најави. Гледаш се гледа дека е воспитан дечко. Значи неверојатно воспитан. Сега ќе ти кажам зашто. Нормално он се тренинзи, не може да ти врати у секунда. Добро. Ми обезбеди 2 карти. И ви одите до Ливерпул. Јас се помочав, ги гледаме Ливерпул. И не само што ги гледавме Ливерпул, и што ги гледавме и Наполи. Нормално, нели Карло Анчелоти ги водеше нив. Он ни дава карти, ја не ги знам кај, он ни дај VIP ложа. Значи јас седам со играчите на Наполи. И искачам од истиот тунел кај што искачаат Ливерпул и Наполи. Фудбалери, ви сега секунда, гледа каква среќа имам. Ја доаѓам и тој таму ни вика као застанете. И ние стоиме и ја се вртам на Даре му викам му викам Сане. И овој ми вика Салах. Јас се гледам, знаеш, на 3 метри, као ја се ежам сега кога ти кажам. Ете ги тука се, живи се. Ле, викам не ми се верува, као онака за глава се држам и сон. Тебе лично, пример, у кој момент ти среќата ти обрнала живот? Малце ми се насмеала. Да. Кога? Па претпоставам кога тоа среќата мислам дека ми се насмеа од кога се споивме со Лазар Цветковски. А се спојувате случајно, мислам? Не е тоа некој мастер план? Не, сосема случајно. 2010 кога Раде вика јас сакам малце да се повлечам, не можам више да работам. И у меѓувреме Лазар Цветковски ни направи една нумера која се викаше Авион. И стана мега хит. Мислам, не знам дали е Авион или Од утро до мрак. Од утро до мрак сме заедно. Претходно имавме дует со Дарко Илиевски Едно тело, која беше huge хит и се уште evergreen слободно може да кажам. Ео. Да, јас ти кој Едно тело. И ден денес кај да ја пееме, ја пеат у хор, као химна. Браво. И од тогаш се договоривме со Лазе, спонтано почнавме и еве ден денес го спремаме четвртиот студиски албум. Чекај, значи фактички вас, да речеме, третиот член на групата, оној што ги прави музиката, ритмот, едно друго, продуцентот, да речеме, аранжман, беше Врчак
Така. Па го замени Раде. Да. Го замени Лазе. Го замени Лазе. Но Така. Раде, не можем да кажам, имаше огромно влијание врз нас и кај не крена со полна Не, па не те месечина, не разбирам тоа така, го да. крие, навлечен на тебе, кој е Со Раде држиш контакт? држам, се искрено, последно што се пишавме пред месец дена беше. Ама ти добро, ти па ни со Андреј не си цело време во контакт. Со Андре не сум уопште, приватно не се дружиме уопште. Ја последно што сум се слушнал со него ми прати порака за роденденот и толку. Тоа беше пред? Тоа на 29 јули. Не сум се видел од последниот лайв стрим на 15 март. И сега некој ќе рече, гарант не се сака, Ама а врска нема. Така? Види, знаеш како, ја не треба тоа, ДНК е бизнис и Така љубов. е, добро, да. Ние да. функционираме Метод на 18 заработка. години. Метод на заработка, љубов, желба, тоа го сакаш да го работиш и ние функционираме на сцена како едно. Генерално у студио идам ја и Лазе ги правиме стварите, ја ги пишувам текстовите. На Андре му се дава, му се кажува, ние и ретко, многу ретко снимаме и заедно у студио. Не зеза. Да, многу ретко. Чекај, вокаливе, рефрениве да речеме. Да. Секој посебно. Башка. Пошто ја често работиме и Андре му се праќа песната ако никој не го форсира. Значи сите имаме слобода да кажеме не ми се свија. Кажи ми некоја песна што не сте биле ускладени, што за малце не се снимила и испаднала хит, има некоја? Срце. И тоа е еден од најголемите хитови. А што беше проблемот? Па да, Сакам Андре не му се свиѓаше и не Нему? беше да ја На снима. Андре? Да. Да. И А ја му како го натерав? Него натеравме Лазе у студио, као ја му реков оди пробај, усними, така за све правиме. Ако на крај да. не треба, не звучи како што треба, нема да извадиме, нели? Седнуваме на пијачка? Ако частиш, јас сум Ајде. технолошки вишак, у коронава немам денар, знаеш. Стварно, а? Ај баш ке ми раскажеш. Немам ни за чај. Немаш ни да чаја. Имаше една песна, немам, како беше сега, не ми текна од кого што беше. Немам пари, немам ништо, ќе се убијам со пиштол. Немам ни за метак, бате. Става да се убијам. Те фаќа страв со корона? Каков си, од тие плашливите или од овие што викаат? Ради болеста или ради целата ситуација економска? Ради и се? болеста. На Пример. јас сум хипохондрик. Да, Страшен. општо. На почеток ми беше многу страв. Види, и не е окей, и најобичен грип да имаш и кога си настинат и болен било како е, не е окей. А не ова да имаш со оглед на тоа колку фама и паника се крева дека секој ден дневно умира некој близок твој пријател, И што сигурно. тебе може ништо да не ти биде и да немаш ни симптом. Апсолутно. Не знаеме ни дали уопште не знае некој ни дали ја прележал, може на нога ја Да. прележала И дали ја симптоматски, има? ама не се осеќам лагодно, искрено да ти Така, кажам по не тоа ти е прашање. седно. Се пазам максимално колку што можам, а сите знаеме дека и највише да се пазиш едно влагање у лифт или среќавање со некој што е асимптоматски. Ја знаеш како викам, Господо не чува и како за сите така и за мене и мислам дека така на почеток со карантинот најубаво успеав и со сите оние проблеми пошто единствени примања и приходи. Јас сум живеел единствено од музика и од спонзорски договори. Да. И сега во случајот музика ја нема. Скрос ја нема. Ја поработев нешто као диџеј, со ДНК не испадна настапи некој кој треба, ја не ќе да спуштам цена, бидејќи колку што е нивни ризикот за организација, толку и мој ризикот за здравствено. Да. Така да со тебе носиш уште 10-11 луѓе кои исто така ги изложуваш на некој Фал. ризик и велам подобро да не нема и да твориме, отколку да 18 години сме, не знаат, една добро. песна само пуштивме анимирана и тоа е тоа. Почнувајќи од таму од март, од кога почна све уствари. Кои ти се приходи? Бе? Па Настапи нешто летово? Да. Ама од кога настапи ги зборам пуштија, само. само како диџеј, имав некои ситни букинзи, имав некои спонзорски договори што ги одработував. Тоа е доволно за да поминеш ти. Види кој како е научен да живее, си ги знаеш твоите трошоци кои ти се, дали имаш кредит, дали немаш кредит, Така. колку си трошил претходно, па ќе ако Колава си на лизинг ли е, нормален, си ја отплатил да, ли? Да. И сите тие работи, ако си малце по совесен како човек, си ги правиш тие математики, знаеш кој ти е минимумот и колку
кој ти е минимумот кој можеш да го поминеш месецот. Ете, како да кажам, фала му на Бога, ја толку време работам и срамота е, велам и за секој наш колега, да не тргнал на страна и да заработил ако бил актуелен или ако викаат дека си актуелен и дека си добар. Добро. Не секој може да трга на страна, но ете јас сум можел, сум живеел претходно така и сум имал фобија, пошто ни исклучувале струја со мајка ми дома, сметките биле плаќани по након она знаеш цајтун кога пред да исклучи немој Ти сега ко си имал си се однесувал као да немам. А што ако испадне да биде цела 2021, пошто може ќе испадне? Кој да знае? Никој не знае. Што ти е и јас стратегијата никогаш сам за себе зборам? Не сум размислувал таму, но ако дојде до тоа дередже да јас немам, сигурно би побарал помош од некој пријател. Позови пријатели, како вика. Ја како и да ја работам за пасворд продукција, можда тоаш би работел full time job. Малце по Да, ако би работел у хотел, еве, кај што сме тука. Не се срамам од тоа, Так. не би зајмел, не би крадел, не би правил такви лешперски работи. И си работел многу работи. Немам срам од Така? работа. Јас сум дојден од, знаеш, од Последна тоа работа ме што не е воспитало. врзана со музика, што ти била? И кога? Пошто си работел, знам Бутик, и продавач во бутик. така бутик. Си бил и Хронолошки наназад да идеме сега. ајде, што си бил? Продавач во бутик, коновар шанкер, рецепционер У хотел у хотел. со трети смени со се. Да, со трети смени имаше еднаш 28 ме бутнаа трета смена, си суши цел. Така да тие работи ги имам работено. И сум продал на пазар. Сум продал. Например, Каде, мајка на ми тезга? Слушај ситуација. Мајка ми порано нели давале у Пелагонија, ќе добие пакет јајца, ја јајцата ги носам, ги продам, ако се јајцата многу добар бизнисмен сум бил, ако се таму 10 денари ја ги пуштам 5. И вика мајка ми еднаш ја дојдам на пазар, вика кај тебе вака на тезга и вика не те прашувам тебе, него го прашувам господине, извинете колку пари се јајца? И он вика господи ефтини по 5 денари се тука. Лапај. Ја лапам тука, идам на флипери, после сладоледи, главен сум мало. Ќе се снајдам, немам гајлеја за тоа. Немам срам од работа, ако дојде не дај Боже до тоа. Што беше хотелов, каков тип? Пошто има разни хотели, ги има луксузниве по 5 звезди, има и овие што не, си не, за овој други беше- работи, не само за спиење. 3 звезди во склоп на Олимписки базен, тоа ми беше Добро. првата работа, на интервју си ја добив честно, Аха. без врски Така. и Што плата беше таму, пример, за што се работеше? колку плата зимав 200 евра. Добро. 12.300. И Добро. ако минималец мислам дека беше 8-9.000, ако немаше Так. гости, па Аха. ни даваа малце помалце, ако Малце ќе имаше сецне. поише, ќе ни даде 14-15. И јас само што ќе ги земев за 3 дена ги немав, ќе купам патики некој. А кеф ти било, значи, да си купиш Да. убаво нешто така. Да. Па сега работи, знаеш. Али добро, имаш и да. фори, знаеш, пак правев со такси некој таксист типа си прави, знаеш, ќе ангажираш, тоаш имаше кејфор многу, па ги носеа до аеродром или ги носеа на подугачко, па таксистот ќе ми даде 10 евра, она се снаоѓав од страна. Ајде. Честно, мислам не. А ти што правеа спија у хотелот, овие кфоровци бе? Да. Да. Имаше најразлични луѓе, мислам, гости си доаѓаат ден денес функционира, Имаш хотелот некоја е симпатичен. Анекдота со кфоровците со тие. Имаме една Така, анекдота. подстрижени. Да. Имаше бука правеа на вториот галама на вториот спрат и мене ми звонат Па баш обично. тие треба примерни да бидат бе. Па сега знаеш финци направени салата пуштени. Колку пијат скандинавци. Добро. Кој енглези исто, они Мај чак и битер зависи. бетер се скандинавци. И ми звони телефонот, а ти трета смена, тоаш и интернет ми вика немој да се уклучуваш и баш Скапо е. скапо беше, тоаш немаш телефон, немаш ништо. И седам и ми звонат и ја да повелете од некоја си сова, си извинете сакам да пријавам галама. Точно. На втори спрат видете ако можете, ја идам, чукам, бам. Мислам слушаш, гледаш од кај галамата, чукаш. Да. И отварам врата, отварам врата и овој пиштол гол. И ја као, знаеш, не го гледам надоле, мада ја и сум низок, па таму го гледам. Па што го да ти гледаш кажам. надоле, сакал Еби некој. га, Сакал некој. Кфоровец голем. Да. Среќа скандинавец не беше црнец. Не беше обоен да не бидеме расисти. Така да? И му викам Ти се ова подисплаши гледа, малце што нешто? Па немаше. Не е тоа Немаш, баш брз фино. сум спремен за бегање, а не е гледката не е окей. Не ли мислам? Не и му А он со женска да таму. Не, со цимер.
Со друг кворовец? Па си ги делат собите за помалци да платат, нели? Па кога више делат, Све си делат. Не знам што правеа, може се бркале само. Можда. Си играле некоја кворовска игра. што не ја знаеме. Така е. И само му реков, ве молам, имам поплаки, ако може да бидете потивки, Аха. се свртев и си отидов. Мислам, не се свртев, идев овака надолу. Реално. Да. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Во светот, создаден според потребите на возрастните, два малечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носења. Од креатурите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Од многу обврски немам време ни за детето. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Гледам, немам денаркор. Треба да платам струја, вода, телефон. Ако зајмам од перек, има проблеми 1 тон. А во банки има гужви милиони. Треба брзо, лесно, сигурно, пари на број. Без губење време, без чекање стои. Да завршам работа, кој 1, 2 и 3. Од дома се до 7, знаеш такви луѓе ти. Преку телефони не, цело време достапни. Продавниците за пари сегде се отворени. М брз, М најдобри. Слушни жаре што ти звори во М, кеш аплицирај си. Браво кафе свари, земи си пари. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама, секој ден ве очекуваат неверојатни 15.000 денари, 365 дена по 15.000 денари и многу други вредни награди чекаат на вас. Најдоброто кафе, секогаш највредно. Браво премиум. Стариот алат не е за нови проекти. Донеси стар или расипан алат. Избери нов со попуст до 20%. СБДМК, за тие што создаваат. Ево го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во Маналото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. За тие што сакаат вистински јогурт во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Во секоја ситуација ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидер од горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи.
Gorenje. Spremi si ги скиите и дојде на кај Маврово. Маврово. Чист воздух, авантура и забава. Стариот алат не е за нови проекти. Донеси стар или расипан алат. Избери нов со попуст до 20%. СБД-МК. За тие што создаваат. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс. 25 години со вас. Елит кафе. Кисело млеко со богат и освежителен вкус во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Браво кафе свари, земи си пари. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама, секој ден ве очекуваат неверојатни 15.000 денари, 365 дена по 15.000 денари и многу други вредни награди чекаат на вас. Најдоброто кафе, секогаш највредно. Браво премиум! Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од септември првача. Не знам дали е спремно. Оги, умно растеме заедно. Kids Wits во аптеките близу вас. За љубителите на класиката, денеска издвојуваме зелен чај со мед и лимон од Good Nature. Зелен чај со мед и лимон од Good Nature, побарајте го каде сакате, морате да го имате дома. Секој мајстор си го знае брашното, ама има брашно што може да те направи мајстор. Еве, пробај да замеслиш нешто со моето брашно од Кадино и ќе видиш како уметноста на пекарството се раѓа во твоите раце. Јас пробав, па затоа ви кажувам, нема подобро брашно од моето брашно. И доколку сакате да инвестирате во нов дом, секогаш е најдобро да одберете 15 годишно искуство и неспоредлив квалитет Golden Art. Во својата понуда има станови за сечи вкус, а нудат опција да одберете нов дом комплетно онлайн. Посетете ги на Facebook или Instagram, одберете дом, не само стан, Golden Art. Имаше едно време, многу настапувавте со ДНК, стварно, настап за настап, едно лето колку највеќе да речеме, сигурно 15 настапи минимум. Знаело да има и у Охрид порано, знаело да има у еден клуб да настапуваш по 2 пати у неделата. Супер. А имало неколку клубови, имало многу, ама тоа сме биле без бенд и онака смиделе. Веќе не можам да се замислам така да настапувам, види се, имало многу. Преска зборевме ти со Панчо, со Андреј не сте шајки, не знам колкави, него едноставно си имате супер коректен однос као колеги и сето тоа. И сега како со некој, да речеме таков со кој што не си без френд, толку време да поминуваш, што правите за да ви биде интересно крај крајот? Порано и сме патувале заедно на настапи и нормално ќе ме собере он или ќе соберам ја, па смиделе двајца со диџеј. И едноставно имаме ние одличен коректен однос меѓу нас. Значи ние сме блиски, не е дека не сме блиски, него не се дружиме. Јас сега да му се јавам, ми се дупнала гума, дој земи ме и он мене. Уствари ја не знам дали би отишол, он ќе дојде ќе ме зема. Да бидам реален. Многу пати имало, ќе сум магли имало, па не можам да слетам тука и него му се јавам, дој земи ме од Охрид и он доаѓа и ме зема, пусти од, он е многу добар. Добар човек, ама не кликаме заедно, си имаме различни мислења и нема зашо ни да се дружиме, зашто да немаме муавет, што да седам да правам муавет. Така. Идеме често кога патуваме, као он цело време кјуте, ја цело време брблјам и дали треба да се расправам, дали не ми се свијало тоа што ми го дале собата, не ми се свијала по. Не барам ја нешто ексклузивно, него барам да е нормално, чисто и коректно, пошто јас сум нели носам артисти од страна. Така да. И знам како јас со нив се понашам, така сакам исто да се понашаат со мене. Андреј е полепче. Не би се поволил, пример, ако е нешто минимално лошо.
Види, Ти ја си го учам, претен, он си цело време си прекјута и за тоа ме нервира. Као, знаеш, не може да кјутам, му викам брат, не може да не ќам да спиеме у иста соба. Му викам хрчиш, не можам да спиам. А он стварно му хрчи. Кажи, не можам. И често па он ше добар вика за да не те будам, он ки искочи у 7-8 соба или шета, не знам, ни Швајцарија, ни Италија негде. Он има многу сега да шета, ја па тие моменти ги користам мирно ми да спиам. Знаеш, така да не дека не ќе да шеташ у друг град имаш и енергија, нели? Тама работа. Адреналин плюс, сакаш да видиш нешто ново. Ама има неретко, мислам неретко, него често се дешаваат ситуации кај што сакам пранк, мене ми е тоа омилена работа во животот да местам. Значи и мене да ме местат и ја нив, ама тоа ми е експресијата на нивните лица и погледи у моментот ми се битни, знаеш, не што сум го наместил. Така значи ако наместиш некој и не го видиш у фаца кога ќе се случи моментов, не ми е толку драго, ама сепак како завршило и што го местиш пример Андри? Андри има многу работи, има ќе кажам две на кратко. Он прв пат летаме за Италија, тоа уште моравме да имаме Шенген визи важа и ние извадивме. Наредната недела бевме за Швајцарија. Прв пат летаме со авион и он седи напред и он леле и дај едно винце, ја му викам брат гратис се винца, он фукање 3-4 на почетокот, 5-6 евра, знаеш, а он тргнал, тогаш беше 2010, он тргнал со 50 евра у него, парите му отишле. А он не знае уште, он си љушти, као он мисли дека стюардесава, дај, он мисли, аха, све гратис, нема. И он ми вика, често мокри, знае на настапи, например, почиња песна, ја почињам, најавам и него го нема, делот него го нема. Се десило 2-3 пати, ми вика не можам, морам да идам. И сега ја анимирам публика за да моча. Што остава да се снајдеш додека? Немој ќе си измочи гаки што ја прави човек. Немаш, и знаеш, мало мочка не држи викат, али мало, ама досадно. Така. Да, досадно. Небитно. И авионот? У авионот и ми вика кај вецето и ја као да а ние седиме напред и му викам право. Он влага у кокпит влага. Кокпит, директно. Не зезе. Он влага, значи он го дере тоа и Мистер, трчаат, знаеш, стюардеси, а он отвара, као искача, тој се врти, знаеш. А вецето тука му е, знаеш. Пред кокпитот. Да, и таков. Тоа е една и има уште милион дешавки, а уште една интересна и у Швајцарија спиеме и он упорно, као ме прашува како се вика ово, ја упорно му го кажувам различно името, цел живот. Он ме вика, ти се вика Жаре, му викам Петко и он те вика Петко. И упорно цел живот не сваќа дека ја никош нема точно да му кажам. Точно име да го даеш. Он ме прашува која соба бевме, и ја искачам надвор, 215 до нас 216. Му викам 216. И ја слушам, он чука. Ајде бе, отвори. Чука, јас се смеам со. А ти од друга. И он конта. Му искача друг човек таму, го гледа, овој вика извини, влага одма влага 215, знае дека сме веќе тука, и он влага и он не ме кара мене, него сам себе си се кара. Глуп. Зашо му кара, зашо ова, зашо? Децава како го истера и уште го тера до душа цело ова? На школа не се оди така. Сега Андреа е веќе 4-то деление и ми е драго што не го пуштам у школа, што е онлайн. Некој вика дали си за онлайн, дали ја викам како ќе се сите така јас. Неутрален сум, како ќе кажете. Него му е окей. Тренира, игра PlayStation, а малиот му е лепота. Колку има? Маки има 5,5 години, а Андреа има 9,5. Значи сега е трнат таза, така, од 9-то летка или сега ќе оди? Не, наредна година ќе иде, да, што е супер, фала Богу. Добро, па ајде, ќе видиме што ќе се случува. Они деца ко деца не го гледаат така, они слушаат, им беше дури интересна песната со Филипче, ми рече, имаше една као земена песна, па анимирано направена. Они знаат што е, ама не се свесни, мали си, верувам дека се уште мали, дека нема да им остане психички проблем некој. Што не се со другарчиња, што не може? Не, они се нели викаат дека се трансмитери, ама се па најтешко е да заболат, нели? Добро, значи не си ги трнал скрос некој меур да ги ставиш? Не, никако, они се на отворено цело време. Сега нормално внатрешни дружби, родендени собиранки, тоа не дозволувам. Так. Да, ама вака сега нели да му дојде некој другарче и такви работи, мада веќе ретко си да погости све со онлайн на PlayStation и такви работи, така да. Кај брат ти, кај мајка ти, кај тоа гостите. И тогаш се замислуваш дали еве ја ке сестра ми го видам со маска сум и седим у двор. Што не е убаво, значи не дека ја викам и супер, ама тоа е. На почеток ми беше незгодно као имаше и луѓе као ајбе демек
извадија маскава, ништо не ми е. Кул, тебе не ти е, можда мене ми е. Да. Не дај Боже да ти пренесам, ки да ти имам на душа. А види, баш заради тие работи, да речеме, не мислиш па дека у секое лошо има и некое добро, па што знам, еве, ја например за себе гледам, па поминуваш повише време со некој што не си поминувал едноставно време. Не си посветувал може на мајка ти толку внимание, трчајки у бизнис и глупости едно друго, па се едноставно дури и да не икеш, ќе си застариш и некој муавет ќе си направиш. Што не си мислил дека ќе го направиш. Нели? Види, јас децава ги запознав дефинитивно. Као последни 7-8 месеци, бидејќи сум бил летечи секогаш, што ивенти, што концерти, што патувања, што настапи, што снимања. Не да се правам ја овакво дека сум Тревис Скот, него едноставно тие вечерни патувања. Сака да каже дека често пати на настапи. Да, гледај, реално сум, као диџеј сум многу често и види, те вади од дома. Не само што те вади од дома, па навечер си патувања. Треба да отспиеш после. Да отспиеш, а имаш сите тие работи за ДНК кои си за други преговори со екипава со Шершат што носиме артисти, можеш да направиш состанок. Тој не може да ти каже у 7 у работно време со агенција можеш да направиш муавет, па треба да станеш, сакам да извежбам, можеш да изгледаш фит. Знаеш, па да се видиш со другар, со сестра, со пријатели, нула време. И децата се, знаеш, се некако ти се настрана, сега има многу дружба со нив, што ми е многу драго, и си ги запознав, и имаше многу работи, онакви кои јас сам со себе ги разговарав, кои мислам дека треба да ги тргнам за да ми е подобро, што кај треба да продолжам, што треба да направам, едноставно, знаеш, се деси еден крах наеднаш, неочекуван и кај што можеш да си ги разбистриш сите оние работи, можеш убаво да си разговараш со себе и искрено на сам старт мислев дека многу тешко ќе го поминам ова, бидејќи јас сум човек кој континуирано е надвор, не можам да седам дома и така ќе биде цел живот, верувам, но со оглед на тоа што одма го прифатив, цела работа, тоа е и поентата на животот, прифаќањето, мислам дека многу помага за све во животот, исто и за карантина. Да приведиш работите кој што се. Да не се мачиш зошто не е вака и вака. Да се противиш на тоа што дошло кај тебе. И дали е болест, дали е не дај Боже. Дали е си изгубил работа, дали си изгубил другар. Значи само да ја прифатиш. Ако ги немаш па тие лоши работи како ќе ги цениш убави? Така е. Еве хипотетички да речеме некое човече богато што наследило whatever. Цел живот нема никакви проблеми. У многу нешта Трамп. Така. Да речеме, така, како кој што го дал Господ. Мислам дека таквите луѓе баш зашто не гледаат противник у животот на некој начин, некој пречки да става, мислам дека баш ради тоа испаѓаат такви несензитивни полусоциопати. Па баш. Нема никаква човечка емпатија у очите да видиш дека со некого сочувствува. Така, види, тоа може клише што ќе го кажам, ама така е. И вели, ако ти не осетиш лошо, како можеш да го разликуваш доброто? Многу е едноставно. А пример, не се љутиш сам на себе, извини, што не си поминувал со деца, еве, знаеш, 11 години, но тоа е више, па не е ни малку, знаеш, детето си е више и човече. И ти сам знаеш, еве, ти кажеш, и со мајка ми, знаеш, сега поише се гледам, ти влагаш у некоја машина и нема две добра. Ама јас си викам, сум требал, глуп си, зошто ти требаше ова да ти се дешава за да сватиш дека... Јас секогаш сум знаел и тоа ми било голема болка. И знаеш кога викаат, ја надокнадуваш со кога ќе ти каже тато сакам ова, па ти му купуваш ова. Тоа е многу лошо. Еве ти дреса, еве ти патики. Апсолутно. На детето му треба да си игра татко му со него, да сака да прави работи кои природно треба да се прават. Но нема две добра у животот. Нема, ја тоа сум го заклучил бидејќи сум израснал у сиромашна фамилија. Ја не дека сум сега богат, ама можам да им приуштам на децата тоа што мајка ми никогаш не можела да ми приушти. А се трудела, зимала пари на кредити, лихвари, не знам, она за мене да ми приушти, сум бескрено благодарен. И многу ми фали што еве веќе 7 година у април ќе биде како е почината и тогаш мислам дека се свестив скроз кога ми се деси тотален крах. Си религиозен? Сум. Да? Тоа ти помогнало овие мисли или не? Кога почина мајка ми многу, ја многу често идам
се уште идам у манастир, не толку често, ама идам, имам свој духовен отец кој се вика Агатон и сосема случајно не спои да мој другар од основна школа што случајно се сретнав у мало и ми кажа дека он е веќе во Свети Пантелеймон и он е еден од браќата таму кој го држи манастирот и често идам таму, си разговарам, он порано беше беше исклучително добар ученик, заврши и теологија и професор по македонски и реши да се замонаши. Имам феноменален муавет и секогаш имам разбирање отворено и секогаш знае да ти го каже правиот збор. Ти како наместо на психијатар да речеме си одиш таму да си се што се вика изнакажеш и да те сослуша некој што не ти е другар за да те свати можеби погрешно или од кај да знам. Види веќе во мојата со мојата возраст и со искуството имам луѓе кои ми ги разбираат сите муавети и јас сум многу отворен како личност. Не често, јас сум идел и на психолог, не сум идел на психијатар со оглед на тоа што јавно зборував за анксиозноста која сум поминал. Да, извини, да, точно утнав тука, да. Така да тоа нема срам, значи сето ако го чуваш у себе може многу лошо да заврши и за тебе и за околината и добра, за сите. Добра, анксиозноста што викаш ти. Кога прв пат почињаш да гледаш дека си анксиозен? Како се манифестира тоа? Не можеш да спиеш навечер? Не, што? Тоа е најмал проблем, тоа е несоница, веќе нема веза со анксиозност. Мислиш дека све лошо ќе се деси нешто? Ја имав уплав дека ќе ми се случи инфаркт, дека на настапи стробата, оние светла, знаеш, строба што светкаат ми смета, страф од гужва, а рачуни дека мене работата ми е само таа. Така да? На топло време не можев да идам, осеќав дека не можам да дишам и сите тие работи. Прв пат ми се јави у 2004-5, па тоа се преброди и после у 2010 ми се деси страшен крах. За после кога со помош на психолог. А што мислиш под страшен крах? Се затвораш у соба, некам да излагам, не ми се работи више? Вака, 2010 имаше, тоа што уште беше жива мајка ми и ја на настапи на пример ми се тресат нозе, ти се стегаат мускули, грчеви на мускулите се прават. И некои сериозни работи кои ти се не секојдневни, а идеш на лекар ти вика дека ти си џам. Значи од крвни слики, од сите можни испитувања, све. Стрес, знаеш како вика докторите, све ти од стрес и така е, генерално. Значи јас ја викав мајка ми, извини. У глава, ја викав све ти у глава, апсолутно. Тоа ќе го кажам на кратко, да не дожиме. Ја викав мајка ми значи да седи со мене, ја да гледам фудбал магаре. 30 години, мајка ми седи тука и вака прави. И сега подобро ли ти ја седи со мене. Остани ше малце. Ја третира за гревата жената, али таа е мајка, знаеш, и другари. Све ќе направи, да. Да сум те викнал и ти ќе седиш со мене, така, а после 20 минути ќе ми ја залепиш. Или еднаш два пати више тоа. После да ми креваш. Ева да ми креваш, да. И све е state of mind, таа не е болест, тоа е state of mind. И многу сум правил и Instagram лајвови и сум дискутирал на оваа тема и сум бил на некои предавања и на панели кај што прво мора да се обратат одма кај психолог или психијатар. Значи не ќути него трпи. Не смее тоа да се трпи пошто се шири многу од тебе и те прави да немаш самодоверба, ја губиш самодоверба, да не кеш да излагаш, да не кеш ред други има секакви ситуации на анксиозност. Иначе анксиозност е збор кој фактички значи живот во превод и генерално у голем процент ги напаѓа оние луѓе кои се доволно интелигентни и активни, кои сакаат да постигнат нешто у животот. Ти треба да си некој што е гладен и што трча кон нешто за да ти се случи тоа. Ти ако си флегма од старт нема ни да бидеш анксиозен. Како? Анксиозност има кај врапчиња, кај зајци, нели цело време се тоа е анксиозност фактички живот, нонстоп си убист мод. Имаш ти фактички полубрат и полусестра. Зоки го знаат, Зоки малиот од Джубокс, ти е постар полубрат и имаш една постара полусестра, така? Полусестра, мислам тоа нема врска брат-сестра, јас сестра ми е као ја обожавам. Тука е она во Македонија? Она е во Македонија, си има 2 деца, ја имам 2 внука, едниот е у Шведска, другиот тука работи. Си имаат сега и они деца, фактички јас сум сега дедо. Ти си дедо? Јас сум дедо. Бев најмлад Вујко, на 7,5 години, сега сум најмлад дедо. Значи маливе се чичковци, како му доаѓа тоа? Не знам. Вујковци, уствари. Стварно не знам. Да, ако е на мајка, да.
браво. Си се не се братучеди, него се Вујко, јас сум пример братуче- Маријан е вујко на детево на Така му дојде. Кики. Дупли Вујко. Вујковци си се, да. Добро. Ти си дедо. Бараташ, ја не знам што. Абе, сваќа да. она, знаеш, се крва. Ти треба дрвото да го нацрташ прво. Кој знае колку не треба. Браво, а бевте од секојаш блиски? Добро, се она- сте нормално караница као постар брат, постара сестра, помал брат. Не можело да има караница, зашто она си отишла на 19 години, 18-19 години. Многу млада се зема и фала Богу ден денес се у брак. Супер семејство се, ми биле рол модел за љубов и хармонија. И она ми била како мајка. Така да. Зашто ме чувала, има дуќан, па ја таму у лето мајка ми на работа, она ме чуваше, ја работев и ми даваше по 500 денари. Ја и таму сум заработувал, гледаш. Парац. Секојаш, да. А кај живеевте? Аеродром вајде? Ја у аеродром, она во населба Лисиче, ден денес исто живее таму. И она таму беше, ја често знаев да идам кај неа и као помлад, уствари кога подостарев, кога пиев, знам као дома, у 3 сат да им чукнам, па да ги разбудам, па да седнам. За да не идеш кај мајката? Не, што и мајка ми што да ми каже. Него така, не ми сидело, немало каде, ама да се допијам. Си се осеќаш сейф ти да тука да си дојдеш, кај твојата, да кај се сестра. допијам, да си помуабетиме, никак проблем не ми направиле за ништо, секогаш делеле све, мислам дека сум бил као трето дете. Топ. Чека, може да отидеме да покажеш кај ти била прва дома? Може. Таму ти е да речеме кој ќе речеш од детството домот. Да, таму ми е срцето тоа и ти душата, текнува. Да, тоа мало го сакам, тие другари ги сакам и ден денес. Ден денес комуницирам, не често и идам, но знам да отидам. Така да ме исполнува максимално кој идам таму. Ајде дзирнеме. Ајде таман, кај Панчо дома да отидеме. Првата. Еве терасата. Чека, ова е Првиот спрат фактички. Првата. Да, сега ова не беше ова заградено доле, тука беа флипери и имаше дуќан некој. Обично флипери беа. И овде беше мојата соба. Овој прозор. Да, тука кај што нема прозор уствари е спална и таму има уште една соба. И генерално кога се степав јас со сестра ми, не дека сум избегал, она као што ја сум избегал, него не делеше мајка ми и она ностоп ме шлякаше, ми беше страф од мајка ми. Па добро, ма постара е 11 сестра ти години. 11 години, да. И ме шлякаше и тоа зашто сум имал кецови, зашто не сум не идев у школа, не имав кецови, не можеа да ме приберат у школа, а школата ми беше овде. А ти тука колку имаш? 12 години, 13? 12, 13, не, да, 12, 13 макс. И фактички сега ова го имаат направено, ова е нели метално, иначе беше оние, знаеш, на пластични цевки, да. Ја по, ја и Спајдер. Одма бам. И тука ова е мислам дека втора по големина касарна у Македонија. Значи имаше војска. И у Скопје имаше многу војска, значи таму и вежби се правеат, смотри, тенкови, овона. Овде ми е првата заработка евар у живот. Колку години имаш бе? Па 6-7. И што е прави? Си седиш и свири војник, пошто он има слободни активности, ама не сме да искачи вон. Тачно, мора да е у двор. Да, седиме и например ти вика некој војник и сега он се збори дали босанец, дали србин, Да, од цела Југославија, точно. албанец, било што, и те вика дали можеш да ми купиш цигари или пиво или Точно. некоја списание ово, и ти дава пари, му ги враќаш и он ти дава 10-20 денари и ти леташ на флипер и одма. Добро, како идеш уопшто во Америка? Пошто ти одиш во Америка млад, колку имаш, 17, 17, 16 години? Не, на 18 пуни отидов. Па добро, пак си млад. И одиш таму да учиш школа, фактички да завршиш средно. Дел од моите ден денешни пријатели што се отидоа, пола од друштвото, ја реков и јас сакам да идам. А добро, кој ви организира тоа? Па тоа беа размена exchange students. Значи доаѓаат американци тука? Не доаѓаат американци тука. Значи не е ни размена. Не, него така се вика exchange student програма и ти идеш таму, имаш хост фамилија и благодарение на мајка ми ден денес не знам како се snашла за пари, пошто технолошки вишок сигурно зимала. А тоа се чини? Па како не чини, да. Само авионска карта тогаш беше, не знам, 1500-2000 евра да отидеш до И кај одиш? Одам во Мичиген, во еден сабрб, малецко место, кај што има 3-4 луѓе, 5 може живеат, не знам. Се вика Спрингпорт и во една хост фамилија кај што феноменално ме прифатија и кога се вратив сега после 17 години
каков пречек ми направија, мислам, неверојатно. После 17 години втор пат одиш кај истиве луѓе. Они Да фала ги- Богу сите да ги живи здрави. поштам. Фала Богу, освен бабата што ми беше многу криво, што починала 7-8 месеци пред ја да дојдам, она ми беше така ептен, као она беше јадрото на целата фамилија. Значи, знаеш англиски перфектно кога водиш, добар си Шале ја разговетно. индијански, Не зезе. drink water. Нула англиски. Па како учиш средна школа без да... Нула. Учев убрзан некој курс, тука имаше едни другари Даре Зоки кои ми помагаа чат-пат. Добро. Имав речник и имаше една Марија Кукубајска која живееше она во Америка и професор по македонски, ама и по англиски, пошто нели таму живеела долго време и она ми даваше убрзан некој курс да знам да кажам здраво, сакам вода, сакам да идам ваму. Ми се оди ВЦ, или си да ти Кај е лебот? Да, не, тоа е тешко. Тоа е многу беше. Не, те мова. Нема. Добро, пред некои десетина години, кога и станавте популарни, се и Сладкар беше тогаш популарен и вие као бевте Аеродром имаше екипа, Сладкар беше Лисиче екипа едно друго. И после не знам колку време ти уствари се скара со Сладкар, не правиш муавет или што е уствари тоа да разчистиме? Не, тоа време Лисиче Сладкар нели постол, не постол ни Панчо, нели? Добро. И после нели испадна она ново Лисиче будало што беше од Сладкар кај што. од Сладкар, да, токсикологија. И ние се дружевме, они беа доста јаки као рапери, тоаш поише андерграунд, тоаш и беше бумба во тој што така. работи. Настапи по клубчиња едно друго. И сме биле ние пријатели, никогаш не сме се дружеле онака ептен да се дружиме, ама сме биле пријатели, сме се почитувале, сум му помагал Така. доста. Он бил многу помал, знаеш, 5-6 години разлика од тоа време кога он почињал, те гледал многу поразлично, а ти си имал више хит, 2-3, па си бил некако. Му било и мерак да... Па он бил, од секојаш бил он, гледај, ја од секојаш сум го гледал него као талент и многу креативен. А ти што кажеш што сме се скарале, тоа сосема случајно испадна за на крај да се испостави од кога се слушнавме, кога се смиривме, дека рекла казала муабет. Вие по Facebook статуси почна, Да. мислам, баш ти онака го цимаше него. Првин он почна, па онда ќе ја му вратив. Па он пак на една телевизија исто изјави, па ја пак му вратив на Facebook, ама реков дека тоа ќе биде задње. И мислам, мене ми беше криво во секој случај, пошто ја секој сум го сакал. И добро, македонска работа, од што е испаднало, значи? Па испаднало од муабет негов кажан дека некој му кажал дека јас сум викал по клубови да не го зимаат него или некој од неговата екипа, што тоа ја Ти лобираш за он да не добива настап. не е возможно да се деси тоа, пошто јас сум можда и еден од Лесно е ретките да кои поверуваш сега. Кога се слушнавме, ја тоаш му реков, едино што ми е ден денес криво, значи ние сме се смириле пошто не било ништо страшно и пак сме се смириле и се било како што треба. Едино што ми е криво што ние сме биле пријатели и што не ми се јавил да ме праша. Затоа многу ми било мука, кој исто сега ја да кажам нешто за тебе ќе ми се јавиш. Нели нема, ако сме пријатели, ако сме соработували, ќе речеш што е работа и одма ќе се решат работите. Така да после тоа А по друга страна ќе рече некој, па што не му се јавиш ти? Па не, он е љутиот. Значи он треба да ја му вртев на него. Бројот изгледа му беше сменет. Порака дури на неговиот менаџер му се јавив, го викнавме на концерт, на промоција. Да. Па, нели. Така да, ако е некој љут треба да каже зашто. Сите романтични приказни и оваа завршува го. Да, и мене ми е драго. Сега и оној татко, прекрасно детенце со Сања, се видовме, му однесов и нели како се вика за детенцето поклонче. Да. Онака и мекици да не беше. Не правеа ради ситуација. Предпоставувам дека ќе ме викне. Пас. Ако после ова не те викне. Да, ништо. Супер, битно дека се заврши све и ми е драго дека сето тоа се реши. Да е жив и здрав. Да е жив и здрав и он и Маша има чудно име детето. Ама Маша се вика и е Машко. Машко? Машко, да. Ќе си го викнеш него, ќе ти каже и многу ми е драго. И за Сања и за него. Ти се погоди вожњата? Одлично. Тоа ми е добро, ми е важно. Вожњата е супер. Многу боле од Фичо. Јас ќе ја задржам сепак колата, оно што реков од старт. Ова беше добро интервју. Колата не ја даваме. Добро. Знаеш Фичо, ја не се сеќавам, искрено сум заборел на вожње од Фичо. Сум заборел просто. Мојата прва кола беше Фичо, ја купив 300 марки.
250, да не те лажам. Добро? И знаеш, таму делови у трафика наоѓаш. Да. Ке се зезне нешто, нема гајле. Да, ама искрено, баш кога работев во хотелот, трета смена, станувам да сидам и ми го нема фичот. Од да свртиме или од другото? Па, можеш и од тука, можеш од право. Добро, ти го нема фичото. Нема фичото, жаре ми. Некој го украл? Да, фичото ми го украл, пошто тоа, знаеш, индијански се отвара каубојски врати, во ствари, не индијански. И си го запалил, ја не сум ни слушнал, сум заспал.